ние како организација во однос на прашањето на бегалците и нивна помош во однос на хуманитарниот аспект сме активни од октомври 2014 година. И првата моја средба со првиот тогаш илегален мигрант кој што илегално влегол во Македонија беше страшен. Неговите очи се вида една преплашена слика, исплашен човек кој што не знае каде доаѓа, каде што и храната која му ја нудите ве прашува колку чини, насмевката која му ја пружате, едноставно беше изненаден од топлината која што ја очекува да ја добие од така наречената Мафидонија. Така ја нарекуваа бегалците Македонија. И се обидов да побарам по речниците, по книгите, по законите, иако сум правник по професија, сепак ми беше нејасно зошто нивниот единствен статус во Македонија е илегален мигрант кој што илегално влегол во Македонија, знаејќи што се случува во Сирија. Но не може да се најде тоа оправдување зошто и како, од каде да почнеме да менуваме, нас не стави во една позиција да мораме да му помогнеме на тој народ. Бевме преплашени, беше зима, затоа што знаете дека правите нешто илегално, бидејќи илегално помагате некои луѓе кои што влегуваат во Македонија, и цела зима се снаоѓавме некако заедно со Ленче, познатата Ленче. Исто така се обидовме да знаеме која е нивната рута, како тие доаѓаат, како Тинешка Македонија станува место каде што бегалците поминуваат. Отидовме до Сува река, тогаш дори беше реката со вода, газевме по водата, дојдовме до меѓузоната и се изненадивме кога го видовме големиот број на семејства, сириски семејства кои што седат таму и се спремаат да тргнат пеш, дојдат низ Македонија. Значи, ова е земја каде што бегалците транзитираат 10 дена пеш. Значи, одеа по темни шуми, темни места, ниви, често пати напаѓани, многу често напаѓани од страна на криминалци. Често пати се жалат дека се напаѓани од униформирани лица, но нивниот статус не им даваше таква положба да може да го пријава тоа кривично дело. Бидејќи ако се појават пред униформирано лице, следната нивна станица ќе беше Газибаба. Без разлика што се нападнати, без разлика што се ограбени, претепани, што се преплашени, нивното место ќе беше Газибаба. Дори најстрашниот момент беше за мене кога афганистанското семејство беше удрено од воз, таткото кој го држеше своето 6-месечно бебе загина на пругата, а мајката беше однесена во Газибаба. Не беше понудена психолошка помош, бидејќи немаме преведувач на фарси и незиното семејство потоа ја побара и после неколку месеци таа беше вратена во Грција и моментално може би се наоѓа во Афганистан. Исто така во Газибаба немате соодветна медицинска помош. Значи докторот по професија не е доктор по медицина, туку значи арапе кој што има основни познавања од медицинските науки, нема бесплатна правна помош во Газибаба за бегалците кои што таму завршија, немате соодветна храна, значи топол оброк бидејќи нема услови за тоа и на истото место се држат жени, деца и луѓе. За жал Газибаба се уште постои, за жал Газибаба се уште е отворена. На 24 август 5 сирици беа пуштени од Газибаба кои што се превезувале во такси без потврда за изразена намера. А што е неинтересно со потврдата? Потврдата во реалност не функционира. Бегалците се носат до Гевгелија кампот, таму го чекаат превозот, нема движење вон кампот, слободно движење, кое што потврдата им го возможува, се стават во превозни средства и веднаш се носат на Табановца. И тие доаѓаат на Табановца, ние ги дочекуваме таму и тие не прашуваат каде се. Is it Hungary? Прашуваат, гледаат жици, дали е Србија, дали е Македонија. Така да иначе бегалците во Македонија го имаат на вистина и понатаму имаат еден тежок статус. Значи, нешто моментално се случува во Гевгелија е многу различно што се случува во Табановци за нас како хуманитарни работници. Се соочуваме со две различни расположенија кај бегалците. Во Гевгелија ги имаме некако тој позитивен дух кај нив. Конечно успеале на граница да преминат и доаѓаат во кампот кој што наликува на малтене логор, каде што движењето е ограничено, каде што има повеќе понекогаш армија и војници и полиција отколку бегалци и хуманитарни работници.
и се обидувате со наспевка да им кажете добро дојдовте, ова е Македонија, дека бегалците се добре дојдени. И тоа им го возможуваат само луѓето кои што се во кампот, невладините организации, дека сета таа друга страна и понатаму останува груба и сурова. Кампот нема питка вода, значи нема чешми, чешмата е поставена пред недела дена, но се уште се користи само за технички услови. Струјата е поставена пред недела дена. Земјата каде што на која што седат бегалците, значи шатори кои што рапидно се поставуваат од страна на УНХЦР, на земјата доле се тврди камења каде што мали деца, жени спијат, седат и го чекаат возот, го чекаат на екстремно високи температури, наредени двајца по двајца пред платформата на возот. Значи гледката е навистина тажна и гледката е се не освен тоа што вие можете да им го понудите добро дојдовте бегалци. Дори не можеме ни таква знаме да ставиме во кампот. Дури ги молевме да стават и знаме дека ова е Македонија, бидејќи бегалците навистина не знаат дека се во Македонија. Колку пати таа информација е најбитната информација која може да ми ја понудите во кампот и е побитна него храната која ми ја нудите, да им кажете ова е Македонија, сега ќе ве однесат во Табановце, тоа е македонска-српска граница, тука пак е помината, че информацијата е најбитната информација во тој момент. Најбитната работа. Потоа тие во Табановце е па друга слика, каде што ја гледате таа нивна исплашеност, каде кидат, што ги чека. Најтешко е во ноќта каде што само ја покажувате темнината и им викате таму е Србија. Ајде, одете, таму е Србија. Полицијата не им дозволува многу да се задржуваат, туку ајде. Мрдете, деца плачат, жени исплашени, луѓе исплашени, тој страв кој што го има во нивните очи е многу приметен во Табановце и клетката е многу поразлична него таа што можете да ја видите во Гевгелија. И оно што вие можете да им помогнете, тој хуманитарен пристап, понекогаш се чувствувате на крајот на денот изморени, веќе што ако вие сте им понуделе храна и облека и кога да нив им треба многу повеќе, а тоа го немаат. Значи тој хуман третман од страна на нашата држава. Че Македонија се наоѓа во најповолната ситуација од сите земји во регионот. Бегалците се очени да ја напуштат Македонија. Сликите како скокаат во возовите ви кажуваат дека тие луѓе се очени да излезат од Македонија, не сакаат да останат во Македонија, нема потреба од ксенофобија. Значи луѓето бегаат од Македонија. Но сепак се повеќе расте тој страв кај локалното население од нив. Понатаму, значи, ситуацијата во која што тие не се наоѓате на вистина, се чувствувате разочарени, бидејќи Македонија не им се возможува ни нормален пристап во однос на домашното население. Не само што се приморани да го плаќаат превозот, тие не ни сакаат бесплатен транзит, туку напротив, билетот кој што тие го плаќаат е многу поскап него локалното население, а условите во кои што се возат е многу полош него што се локалните. Че во возовите каде што вие можете слободно сами да се седите, тие не седат така, тие седат стуткани, а плаќаат 25 евра за нешто што локалното население плаќа 5 евра. Билетот до Гевгелија Куманово е 600 денари беше, сега е 25 евра. Таксито постојано расте цената. Често пати на Табановце ги прашувам бегалците колку го плативте таксито. 150, 200 евра, 250. Ми беше интересно што завчера на Табановце дојде една група на сирици, излегоа од таксито и си направија селфи. Го преживеале македонското такси. Кој знае каков глас не бие за македонските таксисти, што и тоа представува место за преживување. Че генерално третманот кој што го добиват во Македонија за жал се повеќе и повеќе добива димензија на еден страшен третман. Освен Унгарија, Македонија е втората земја во Европа која што зборува за огради, иако нема потреба за тоа. Така да некако хуманитарна организација и бројни други хуманитарни организации, невладени организации, цивилен сектор се бориме колку толку да го подобриме имиџот и да го направиме тоа што нашата држава не успеа да го направи, а тоа е да им кажеме на бегалците дека се добро дојдени во Македонија, тука сме да им помогнеме. И се трудиме и се надевам дека ќе успееме во тоа да им кажеме на бегалците, им помогнеме да транзитираат до нивната крајна дестинација колку што можеме повеќе. Нема да бараме од државата да се откаже од 1 милион евра кој што ги заработува месечно на основ на билети кои што ги продава и бројот постојано се зголемува. Вчера имавме околу 7000 забележавме бегалци кои што поминаа низ Табановце. Сега ве израчунајте колку тоа во буџетот пари се слеа од страна на бегалците.
но барем таа љубезност, таа насмевка да ја возможиме ние. И мислам дека сме ние единствената земја во регионот каде што имаме поединци херои како Габриела, Александра, Ленче, Дритон и многу други кои што неуморно помагаат на бегалците. Се надеваме дека таа слика ќе остане, се надеваме дека државата малце повеќе ќе се погрижи за бегалците, ќе преземе својата улога, па ако ништо друго да ги врти парите од буџетот, како што заработуваат бегалците, така и да инвестира во бегалците.